Добар ден, следуваат викенд вестите на Канал Плюс. Еве што ќе гледате. Вчера вечер најактуелниот кафе бар во Штип, Angels Cafe, го прослави својот 5-ти роден ден. Посетеноста на лет 609 беше голема, а гостите задоволни. Во тек се подготовките за одбележување на Денот на трудот 1 мај. Оваа година заинтересираноста за одбележување на овој ден надвор од државата е намалена. Во општина Карбинци има 100 неженети мажи. Дел од аргените го бараат чарето во Албанија. Спремни се и да платат за да формираат семејство. Вчера вечер најактуелниот кафе бар во Штип, Angels Cafe, го прослави својот 5-ти роден ден. Посетеноста на лет 609 беше голема, а гостите задоволни од досегашното работење на овој кафе бар. По повод 5-тиот роден ден беа издавани и пасоши од страна на Angels Cafe. Во завршна фаза е реконструкцијата на Машката бања во Кежовица. Се планира до 20 мај да биде пуштена во целосна употреба по европски стандарди. Јавното предпријатие ИСАР веќе во средна фаза на изградба и реновирање на Машката бања. Значи работите кои што беа предвидени да се санираат и реновираат од наша страна веќе се готови. Тендерската постапка заврши, добија 3 фирми на тендерот и веќе од понеделник влегуваат со лепење на плочки, реновирање значи скроз на самиот базен. Малите базенчиња веќе се готови, преградните ѕидови веќе се готови, водоводот е готов, електриката се поставува, така да до 20 мај, како што беше предвидено, ќе завршат сите градежни оперативи овде во самата бања и ќе можеме да ја пуштиме бањата реновирана по европски стандарди, а веднаш после тоа преминуваме кон средување на подот, целиот под ќе биде со бехатон. Менталното здравје од екзистенцијален и спиритуален аспект беше темата на отворениот дебатен форум организиран од Јога Сојузот на Македонија и Јога Друштвото Штип. Акцентот беше ставен на грижата за менталното здравје. Јога Сојузот на Македонија и Јога Друштвото Штип одржаа дебатен форум на тема менталното здравје од екзистенцијален и спиритуален аспект. Отворениот дебатен форум ја имаше целта да ги едуцира граѓаните за потребата од грижа за нашето ментално здравје и како да се превземат мерки во однос на ова прашање. Секој од нас поединечно има одговорност на своето ментално здравје, вели доктор Јохан Ѓорѓевски. Значи, добро ментално здравје без квалитетно знаење, тоа не е нешто кое што е еднаш дадено од природата и ние го имаме и како на послужавник можеме со него секогаш да се послужуваме. Колку сме повеќе одговорни, колку повеќе внимаваме на сите оние работи кои што се битни во нашето живење, значи одговорни и во однос на самите себе си, одговорни и во однос на нашата околина. Што се однесува до примената на јога вежбите, се добива позитивен ефект врз физичкото и психичкото здравје кај луѓето. Уписите за учениците во основните училишта ќе започнат наредниот месец. Вкупно 587 деца треба да се запишат, од кои засега е неизвестно колку од нив се од ромското малцинство. Но по примерите од претходните години, она што е известно е дека голем број од нив првите 2 учебни месеци не ја посетуваат наставата поради тоа што со нивните семејства заминуваат на сезонска работа во други градови. Надлежните институции се обидуваат овој проблем да го надминат со голем број работилници и средби со родителите. Неповолната социоекономска состојба на дел од родителите на идните основци од ромската заедница доведува до појава која се случува на почетокот на секоја учебна година, а тоа е сезонското работење во други градови, во кое учествуваат цели семејства, вклучувајќи ги и најмалите. Тоа доведува до фактот во месеците септември и октомври децата да отсуствуваат од училишната настава. Надлежните во општина Штип со овој проблем се соочуваат секоја година и преку средби со родителите се обидуваат да го надминат во интерес на непречен нормален тек на настава без неоправдани изостаноци, секако во соработка со директорите на училиштата. Факт е дека во општина Штип се среќаваат одредени такви случаи, меѓутоа ние како одделение презимаме, значи согласно нашата регулатива, нашите задолженија, ги известуваме, ги едуцираме родителите и правиме се
за да ја спречиме ваквата појава. Како и секоја година, така и оваа ќе бидат реализирани соодветни работилници и средби со родителите од ромската заедница за нивните дечиња да бидат запишани навреме и редовно да ја посетуваат наставата во училиштата каде ќе учат. Во општина Карбинци има 100 неженети мажи. Дел од ергените го бараат чарето во Албанија. Спремни се и да платат за да формираат семејство. Градоначалникот на општината ги поддржува граѓаните да донесат невеста од Албанија. Општина Карбинци и околните села полни со стари ергени. Општината има над 100 ергени. Која е причината за ова да биде вака? Дел од нив не сакаат да зборуваат пред камера. А еве што мислат останатите жители. Да и доколку плата зима, кој учен да е добар, богат, ќе дојде ќе се оженема, онака неќе. Па и на село неќе да живее, неќе никој да обработува земја. Иначе за друго што? Само гледат да се на газда, ако е газда, колку да е стар ќе се ожени. Пари шо му има? Пари да има да може да езектира. Тука е питопи едно женска има така за останала, но се са мушкарци. Значи нема жени? Нема женски. Ја тука имаше двојца и до у Грција се оженија, ја таа гркинка што дојде. Нема женски, па доаѓа и од Албанија, ама тие за пари се дојде месец димосаси, за пари зема облечка ги газдите и готово. Се дојде 2-3 недели додека ги облечкаа. Со овој проблем е запознаен и градоначалникот на општината, кој вели дека ќе им излезе во пресрет на граѓаните и заедно со нив ќе оди во потрага по невеста дури и до Албанија. Во текст се подготовките за одбележување на 1 мај, денот на трудот. Оваа година, за разлика од претходните, заинтересираноста за одбележување на овој ден надвор од државата е намалена. Меѓународен ден на трудот се одбележува на 1 мај во знак на почит кон жртвите на штрајкот што се одржа од 1 до 4 мај 1886 година во Чикаго. Традиционално на овој ден секоја година во повеќе земји ширум светот се одржуваат демонстрации во знакот на одбележувањето на Меѓународниот ден на трудот. И во Република Македонија до 2006 година тој се празнуваше 2 дена, на 1 и 2 мај, а од 2007 година се празнува само еден ден. Во Македонија главно празникот не се одбележува политички и наместо тоа се користи како ден за екскурзии во природа. Покрај прошетките во природа на овој ден луѓето заминуваат на викенд надвор од државата, ги посетуваат соседните држави. Па вака кој ќе направиме една споредба меѓу 1 мај, Великден и 8 март, можеме да кажем дека 8 март имаше најголем интерес за организирани патувања. За Великден беше добро, претежно индивидуални аранжмани се продаваат, значи хотелски смештај, додека за 1 мај уште е рано, се чека последната недела. Најголем интерес има за Банско и за Боровец во Бугарија, понатаму индивидуални хотелски сместување во околината на Солун, значи тука нешто на поблиску на море. Но и покрај ваквото одбележување на туристичките агенции, заинтересираноста за заминување на викенд е намалена за разлика од христијанскиот празник Великден и денот на жената 8 март. Ги следите планедните вести на Канал Плюс. Во продолжение проследете ги и вестите од светот. Близу 2000 луѓе загинаа, повредени се најмалку 5000. Во силниот земјотрес кој вчера го погоди Непал, северниот сосед на Индија. Се стравува дека бројот на жртвите може да расте, бидејќи дури сега стигнуваат податоците од најоддалечените краеви на државата. На 26 април 1986 година експлодира реакторот во Чернобил. Светот стана сведок на најтешката нуклеарна катастрофа во историјата на човештвото. Експлозијата разгори оган кој гореше во тек на 10 дена. Близу 300.000 луѓе беа принудени да ги напуштат своите домови. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ги повика властите во Индонезија да се откажат од извршувањето на смртната казна врз група лица осудени поради шверц на дрога. Од 10 осудени лица 9 мина се странски државјани. Ревијалниот надпревар во мал фудбал на 28 април помеѓу победничката екипа од минатата година и припадниците од специјалната единица Волци ќе го најават почетокот на овогодинешниот меморијален турнир Миле Јаневски Џингар во Македонска Каменица, кој ќе се одржи од 4 до 21 мај.
Општина Македонска Каменица секоја година го организира турнирот во чест на херојот Миле Јаневски Джингар, кој трагично загина кај селото Вејце Тетовско во воениот конфликт од 2001 година, а средното општинско училиште во Македонска Каменица го носи неговото име и го одбележува својот патрон празник. Тој ден, како значаен за општина Македонска Каменица, започнуваме со мемориалниот турнир Миле Јаневски Джингар. На 28 април ќе биде ревијалниот надпревар, а од 4 мај започнува со активности тој турнир. Ќе трае некаде до крајот на месец мај. На најмасовниот турнир во Источна Македонија, во кој учествуваат над 250 учесници, застапени се неколку дисциплини: мал фудбал, ракомет, кошарка и пинг-понг. За најдобрите, општина Македонска Каменица и градоначалникот Дарко Митевски обезбедија и соодветни награди. Повеќе од 250 учесници ќе имаме на тој турнир, кој што е еден од најпопуларните во Источна Македонија. Како и секоја година, и ова година за најдобрите, од кои што ќе постигнат најдобри резултати во сите дисциплини спортски, и оние кои што постигнувале добри резултати на надпреварите во основното и во средното училиште, ќе организираме тродневна екскурзија, како и секоја година, која што ја правиме во некоја од земјите во обкружувањето. Очекуваме огромна посетеност, како и претходните години. Се надеваме дека ќе имаме едни добри спортски активности во периодот на месец мај. Пријавувањето за учество на турнирот започна од 20 април, а ќе трае за мал фудбал до 1 мај, а за останатите дисциплини до 15 мај. Право на учество имаат граѓани и спортски екипи од Македонска Каменица, кои во својот состав нема да вклучат повеќе од 2 надпреварувачи од другите општини. И за крај подсетување дека денес фудбалскиот клуб Регалница на градскиот стадион во Штип ќе се сретне со екипата на фудбалскиот клуб Силекс. Надпреварот ќе се одигра во 16 часот попладне. Ова беше се за пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе информации во дневникот во 16:30. Имајте пријатно неделно попладне.